Кој одлучува што е вест, а што не? Прашање што денеска доби и политичка димензија со отворање на дилемата, каде завршува критиката, а каде започнува уредувањето. Токму тоа се случи денеска, откако СДСМ настапи со јавна анализа на медиумското покривање на одредени политички теми. Од опозицијската партија тврдат дека во изминатиот период дел од медиумите селективно известувале и дека, како што велат, преку координирани објави била поклопувани теми кои не ја одговарале на власта. Како пример ги позачуваат вестите за наводни мигранти од Велика Британија, за кои владата и премиерот Христијан Мицкоски категорично и повеќе пати демантираа. Којните на ДПМН и нивните медиумски инсталации имаат проблем со вистината. Тие не ги пренесуваат ставовите на опозицијата, не ги пренесуваат негативните вести за власта, не пренесуваат ништо од тоа што го говори Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Секогаш кога ќе се објави негативна вест за власта, започнува серија на објавени текстови, полни со полувистини, манипулации, целосни лаги, за да се поклопат вестите кои не ја одговараат на власта. СДСМ посочи дека станува збор за повторни шаблон, каде се отвораат прашање за криминал, договори или за напад врз новинари. Фокусот во дел од медиумскиот простор се префрлал на други теми, со што, според нив, јавноста останувала без целосна слика. Ваквиот став на СДСМ предизвика остри реакции. Реагираа новинарските здруженија, а се огласија и од владата. Портпаролот Марија Митава предупреди дека јавното означување и етикетирање на медиуми представува недозволив притисок врз медиумската слобода и порача дека ваквиот пристап може да има долгорочни последици врз медиумскиот простор. Денешниот настап на СДС со јавно обележување и дискредитирање медиуми преку пресконференција со графикони и политички квалификации представува директен и недозволив атак врз слободата на медиумите. Ова не е легитимна политичка дебата. Јасно ова гледам како опасна пракса која потсетува на СДС кои преку јавен притисок се обидувале да ги стават медиумите под контрола. Македонија не сме и нема да оди по тој пат, затоа што одиме напред и преку дела ја покажуваме нашата сериозна намера да обезбедиме средина во која медиумите ќе работат слободно и без никакви притисоци. Дека СДСМ си зема за право да коментира, етикетира и дискредитира медиуми, реагираше и Сдруженијето на новинари на Македонија. Политичките субјекти треба да се воздржат од јавно етикетирање и дискредитација на медиумите. Таквите настапи можат да влијаат ограничувачки врз слободата на изразување и да ја намалуваат довербата во јавноста, што оправдано буди грижа и е за осуда. Од ЗНМ подсетуваат дека доколку постои сомнеж за непрофесионално известување, постојат јасни саморегулаторни механизми, преку кои ваквите прашања треба институционално да се разгледуваат, а не јавно да се пресудуваат. Реагираат и од Македонската асоциација на новинари, кои го осудуваат ваквиот пристап. Македонската асоциација на новинари, која постои 23 години, создадена со доаѓањето на СДСМ на власт во 2002 година, заради заштита на новинарите со започнатиот терор на таа власт врз нив со индигнација, згрозување и презир, ја прими оваа објава од Кузеска и Филипче и нивниот најнов тоталитарен настап, со обид собствената неспособност да подигнат рейтинг на партијата во стечај да бараат виновници во новинарите. Ова не е прв пат СДСМ како партија отворено да ги напаѓа медиумите. Во времето на поранешниот премиер Зоран Заев, јавноста беше сведок како СДСМ и Заев јавно не само што ги критикуваше, туку ги прогласи за непријатели повеќе медиуми.